Со новата стратегија на неконтролирани и неограничени ветувања со кои се расфрлаат партиите и коалициите, граѓаните на 11 декември наместо добро информирани на гласање ќе одат збунети. Кој може да се снајде во оваа шума од програми во кој не се знае што држи вода, а што не? Во прилог на тоа и неколку примери. Павле Трајанов, иако најмала коалиција, нуди минимална плата од 300 евра и подолба на 6 милиарди евра на граѓаните, но социјална помош само од 100 евра. СДСМ пак нуди двојно поголема социјална помош од 200 евра, просечна плата од 500 евра, а минимална плата од 250 евра. ВМРО ДПМНЕ нуди просечна плата од 400 евра, минимална од 14.000 денари. Не се ни малку поскромни ниту другите партии и коалиции во своите ветувања и делење пари, со надеж дека така ќе освојат што повеќе гласови. А сите велат дека државата е презадолжена со подеден пензиски фонд и слично. Нелогичните ветувања како инструмент се употребуваат и во други сфери. СДСМ вели дека ќе го намали бројот на ученици во паралелките по 25 ученика, а истовремено критикува дека сега има превработеност во образованието и паралелки со помалку од 20 ученици. Демократскиот сојуз ветува враќање на работното време од 7 часот, иако знае дека европското е поинакво. ВМРО ДПМНЕ претерано ветува и дели во повеќе стопански сфери, пред се земјоделието. Коалицијата ВМРО за Македонија упорно не враќа во крајот на 90-тите, кога се живеело поубаво. За враќање на младите сите имаат проекти. Не барем ќе ги решат проблемите со иселувањето и во соседните земји. Едноставно македонските граѓани предизборно си живеат во светот на бајките. И како наближуваат изборите, балонот со желби се повеќе се дува и кога по нив ќе пукне, едни ќе се најдат во власта, а граѓаните во безвоздушниот простор, бидејќи од празни ветувања не се живее.